Ивица Милевски, Институт за географија, професор доктор Ивица Милевски од Природно-математичкиот факултет, реков Институт за географија на скајповска линија. Знам дека многу работите, професори, и успеа барем 10 минути да украдам од вас, да го искористам овој момент. Додуше секогаш ве користиме за неубави работи, бидејќи меѓутоа тоа ви е работата, истражувањето. Добро дојдовте во студио 10. Благодарам, добро ве најдов. Еве ќе пробаме да на некои прашања, дилеми да одговориме колку што знаеме и колку што можеме. Турција знаеме дека е, како се вели тоа, трусно подречје. Меѓутоа, овој катастрофален земјотрес кој што се случи во Турција и во Сирија, каде што досега се над 16.000 загинати, се стравува дека таа бројка ќе оди и многу повеќе, бидејќи има уште многу луѓе под урнатините. Јас сакам да ве прашам прво, колку ние од Македонија горе-доле можеме да бидеме безбедни? Едниот дел од прашањето, другиот дел од прашањето што можеби ги интересира сите професори, може ли да се предвиде земјотрес? Првиот дел од прашањето да одговориме, значи ние за среќа подрачјето на Македонија е иако е сеизмички активно, меѓутоа, статистички гледано, во минатото земјотресите биле далеку послаби од она што го имаме во Турција. Или да бидеме попрецизни, најсилниот земјотрес во 1904 година на овие простори, забележан во последните 150 години, бидејќи немаме некои посебни податоци, дескриптивни, било какви описи за нешто што било подалеку во историјата, е во така наречениот Пехчевски или Пехчева кресна земјотрес, кој по својата јачина е некаде едно 4-5 пати послаб бил од земјотресот овој што е во Турција. Значи некаде разни предпоставки има, се уште немало тогаш некакви сигурни добри мерни инструменти, меѓутоа се предпоставува дека бил некаде околу 7,2, 7,3 до 7,4 степени по Рихтер или по магнитуда. Така да тоа е оној најсилен земјотрес. Меѓутоа во подрачјата кои што се кај нас најгусто или погусто населени, очекуваните земјотреси се некаде до максимум 6,5 степени магнитуда. Значи тоа е од прилика повеќе од 3-14 пати послабо од она што се случи во Турција. Што значи дека сепак, иако сме сеизмички активно подрачје, меѓутоа велиме за очекување се далеку послаби земјотреси, не така разорни земјотреси. А друга работа е тоа што поуката од Скопскиот земјотрес, кој што имаше силина од 6,1 степен по Рихтер, значи тогаш многу работи се променија во смисла на регулатива околу градење и така натаму, така да навистина многу посигурно се гради, бидејќи втората компонента ние зборуваме за она условно да кажеме негативна компонента на земјотресите. Земјотресите имаат позитивна компонента во смисла на планетарна динамика, да кажеме, и негативна компонента во смисла на последици негативни врз луѓето. За да се намалат тие негативни последици врз луѓето треба соодветни мерки, дали ќе е тоа локација, дали ќе е начин на градба, добра регулатива и така натаму, бидејќи сепак сме, што се вели, скоро средина на 21 век, така да е можно во голем степен да се пример за тоа може да биде Јапонија. Сега, значи, сакам бевме сведоци пред... Да. Сакам да ве прашам, овој дел може да се предвиди земјотрес? Земјотресите не може да се предвидат, туку има сега за сега. Зборуваме сега за сега. Се уште, значи јас предпоставувам дека можеби за околу, 50 на 100 години, кога ќе имаме извонредно добри мерења, сателитски, интерни, сеизмички и така натаму, можеби ќе може поточно да се каже дали и односно во кој простор би било за очекување пример, меѓутоа сепак не знам дали и кога ќе дојде ден да се каже дека точно на тој и тој ден може да се јави земјотрес на тој и тој простор.
Добро, Значи, тоа е едниот момент, професоре, другиот момент. Гледам дека сите бидејќи во Србија после беа регистрирани мали земјотреси, меѓутоа знаете кога ќе почне таа психологија апропо она што видовме и што се случи во Турција и во Сирија и некако знаете паниката се зголемува, но другиот дел е што луѓето стануваат емпатични, па сите се нудат за помош бидејќи е навистина страшна сликата. Велат околу тие планински маси, дека постара е, што е постара планината, толку е помал, сега исправете ме ако грешам, јас се обидувам малку можеби и лаички, но да ви изгледа смешно, но колку е постара планината, толку се шансите помали за било каков потрес. Сега, дали одам во вистинска насока? Вака, земјата, пак ќе спомнам, реков, имаат земјотресите многу позитивен ефект во смисла на динамика, развој, промена на земјата. Значи, земјата перманентно се менува, само што распоредот на копната, морињата, континентите, нивното поместување, само што тоа е за многу долг геолошки, мислам во геолошка смисла и не е така долг период, но за човечки живот тоа се навистина огромни периоди, милиони години. И ние тоа не може да го видиме за 1, 2, 3, 5, 10 генерации, тоа не може да се забележи. Целата земја е раскомадана, раздвоена на некои си 12 крупни, така наречени тектонски плочи. На тие тектонски плочи има делови кои што се стабилни, кои што се релативно сеизмички неактивни, можеби некогаш порано низ таа геолошка историја биле активни, меѓутоа сега таа активност е пренесена кон оние рабни делови на тие плочи. Во таа смисла, за да кажеме малку несреќна локација има Турција во поглед на земјотресите, Турција, Грција, па и Италија и така натаму, па до некаде, ајде да кажеме во помала смисла и ние, подрачјето на Јужниот Балкан и така натаму, Јужниот, Западниот Балкан, бидејќи се наоѓаме на места каде што се судрува таа огромна африканска тектонска плоча, континентална тектонска плоча со евроазиската или, да кажеме, европскиот сегмент на големата исто плоча на која што лежи континентот. Сега, проблемот е што подрачјето на Турција, Грција и Италија се наоѓаат не само на судир на тие големи, огромни континентални плочи, африканската се подвлекува под европската перманентно поради притисок. Зошто се подвлекува? Затоа што па истуркана од некои јужни делови од страна на јужноамериканската плоча, не знам, индиската плоча и така натаму, така да немајки каде да се движи кон север и се потурнува под Европа. Точно на просторот на Јужна Италија, Јужен Балкански полуостров, делови на Турција, а кај Турција па е особено, за жал, незгодна ситуацијата, бидејќи тука имаме уште и така наречена арабиска плоча која се движи во правец кон Турција, таа е исто доста голема, околу 2 милиони километри квадратни и така натаму, и целиот тој простор е распарчен во околината на Турција, на Грција и за жал затоа тука имаме многу често и катастрофални земјотреси. Имаме еден дел во Турција кој што оди нагоре према Истанбул, према Измир, и другиот дел е овој кој што сега е моментално, значи, активен. Тоа е делот од Газиантеп наваму према источниот дел на Средоземно море, каде што исто имаме тие длабоки едни раседи, пукнатини до 30, 40, 50 и повеќе километри длабочина. Значи, и тука се судрува таа арабиската плоча со анадолиската плоча, која го представува централниот дел на Турција. Од друга, сега, турскиот простор, односно подрачјето на Мала Азија, по тој притисок постепено се движи на запад во правец кон Грција. Притисокот се пренесува Значи, тоа велам пак се забележува за... Еве, чисто еден податок и да кажам дека овој земјотрес предизвика поместување
Сега ова ќе ве замолам да го повторите бидејќи интернетот ми се изгуби, да ќе се обидиме повторно да воспоставиме комуникација со професорот Милевски од факултетот. Професоре, само кратко, овој дел околу поместувањата ќе ве замолам да го повториме бидејќи прекина интернетот. Така. Значи, поради притисоците тектонски, рековме, од арабиската плоча, која што е на југ од Турција или на југоисток од Турција, африканската плоча која што е на југ од Европа, значи тие се движат кон север, имаат тоа се огромни маси, стотици илјади милијарди тони маса, која што лежи врз таа така наречена астеносфера или врз магма зоната која е полутечна, течна во внатрешноста на земјата, буквално пливаат и под притисок се придвижуваат и фокусот на тие придвижувања и судири е токму подрачјето на Турција, Грција, па малку е растегнато тоа и кон Италија, делови на Јужен Балкан и така натаму. И сега, значи, се судрува арабиската плоча кон подрачјето на Турција или така наречена надолиска плоча на која што лежи Турција, голем дел од Турција, и се јавува движење. Значи, карактеристично е што за време на овој земјотрес, кој што е доста силен, 7,8 степени магнитуда е навистина силен земјотрес, иако има и многу посилни, значи во Јапонија 2011 беше околу 9,1 по магнитуда, односно по Рихтер, така да, значи, доаѓа до поместување на целиот блок на Турција, на која што лежи државата. Тоа поместување е некаде од 1 до 5 метри во просек. Значи, тој да? Како врти тоа земјава одоздоле се, може да се знае, например, некаде би било следен, меѓутоа како можеме ние да бидеме сигурни, зговорам како Македонија, бидејќи Турција не е толку далеку, еден саат е со авион практично, но ние ги знаеме нашите трусни подречја, Скопје, Валандово, Струмица, па Охрид, тамо горе-доле, каде што до сега знаат да се појавуваат земјотреси, меѓутоа можеме да видиме безбедни во одреден период, или? Вака сега. Бидејќи Турција, односно целото копно на кое што лежи Турција, е поместено за дури до 1, 2, 3 метри кон запад, тоа врши притисок на јужниот дел на Балканскиот полуостров, преку бројните распарчани, исто така наречени микроплочи, помали плочи со димензии од 50, 60, 100 километри, и е нарушена сега таа стабилност во тој дел, значи помеѓу Турција, Грција, па и јужни делови на Македонија. И јас не сакам да звучам навистина заплашувачки, меѓутоа тој притисок, значи притисокот сега што беше земјотресот е ослободен. И претпоставувам дека ослободен. Главно е ослободен со овие авторшокови во наредните можеби година и пол, значи целосно ќе се релаксира тој дел, барем за наредните можеби 100 години ќе бидат луѓето на некој начин на раат од посилни земјотреси таму. Можеби и повеќе. Меѓутоа што се случува? Тоа сакав да докажам. Што се случува? Притисокот од турскиот блок, да кажеме анадолискиот блок, кој што исто така тежи стотици милијарди тони, сега е поместен во правец на запад кон Грција. И Грција пак, незините плочи тектонски, комуницираат на некој начин или се судруваат и со плочите во Македонија. Така да, тој притисок сега е зголемен, драстично зголемен во делови на Грција, значи, особено значи, источните делови на Грција, околу островите, па се до, може би, Пелопонес, на север до Солун некаде, а можно е да има одредена напрегање нахнано во јужните делови околу, не знам, околу Гевгелија, Валандово и така натаму, кое веројатно, тоа напрегање ќе продолжи, веројатно и сега може да се очекува како последица на тоа или некој помал земјотрес, или во догледно време, 20, 30, 40 години, значи некој посилен земјотрес, кој што во Грција секако ќе се случи, значи во Грција секако за наредните 10 на 20 години, сега
веројатно, јас уште кога беше земјотресот во Скопје 2016 година, реков дека е ослободена значителна енергија од тој земјотрес, тука е релаксиран теренот малку, барем за, според мои размислувања, 50, 60, 70 години не би требало веќе да се случува такво нешто. Слично е со Охридското подрачје, сега останува подрачјето на Гевгелиско, Валандовско, кое што исто така сеизмички многу и тектонски многу активно, каде што оваа сега што се помести Турција и што ги размрда блоковите во Егејско море, значи можеби, не значи тоа, значи ќе има притисок она што велам и од африканска плоча, ќе има можеби дополнителен притисок и од северните делови на Турција и така, односно северозападните делови, меѓутоа за очекување е тој така наречен поголем стрес во тој простор и појава на земјотрес. Сега, со оглед на тоа што во Валандовско силен земјотрес имало во 1931 година, не верувам дека ќе има пак таков релативно силен земјотрес, значи тој сепак бил некаде околу 6,5 степени по Рихтер, меѓутоа можеби ќе се јави некој земјотрес кој што е во рангот на 5,5 степени. Иако имаше една серија пред 10 години, имаше една серија околу Валандово Гевгелија, тука некаде околу 5 степени, меѓутоа мислам дека во наредните 20-30 години тој ќе не биде некако најризичен простор тука во однос на појава на земјотреси. За крај да ве ослободувам, на толку развиена наука, технологија, нобеловци, не знам што уште не, има ли начин светот да смисли како да се запрат земјотресите? Или е тоа сепак природа? Да, тоа е огромна природна сила, така да навистина не верувам ни дека во блиска иднина ќе постојат начини, ќе се најдат начини и пак ќе ве вратам на она што велам. Ние се плашиме од земјотресите и што е нормално, токму ради жртвите и така натаму, меѓутоа да не се земјотресите, животот на планета, да нема сега моментално да сопрат сите земјотреси, за неколку илјади години најмногу животот на земјата ќе згасне. Затоа што земјотресите се извор на различни нови минерали, на различни други ресурси, на различни промени позитивни за живиот свет и така натаму и така натаму. Имало периоди во земјината историја кога тектониката била многу слаба, кога немало, земјотресите биле многу поретки генерално, посебно во некои подрачја, и тогаш тие периоди, значи некаде пред 20-25 милиони години, значи се случувале промени, негативни промени во однос на живиот свет. Или пак, зошто некои планети велиме се мртви планети, не само затоа што немаат живи организми на нив, туку и затоа што нивната динамика планетарна, нема вулкани, нема земјотреси, тие се појави кои што условуваат сушност еволуција на живиот свет. Добро, професоре, благодарам што бевте во студио 10. Ивица Милевски, Институт за географија при Природно-математичкиот факултет во студио 10.